Пациентката од Тетово, која требаше да се оперира од тумор на мозок, но на неврохирургија одбиваа да ја направат операција, почина од компликации на коронавирусот со кој се зарази во болница. Семејството е крајно разочарано од негрижата и непрофесионалноста. Ја однесовме да излечиме, ја вративме почината, вели синот Жарко. 2 недели упорно се обидувале да стапат во контакт со болницата за да дознаат за состојбата на неговата мајка, но залудно. Единствениот повик што го добиле бил само за да им соопштат дека починала. Се сомневаат дека не добивала соодветна грижа. Ние, дознавме се колку е вистина, немале анестезиолог. И еден од докторите ни го потврди дека нема анестезија. Кога разговаравме, истото ни го потврди дека немале анестезија. Голготата им започнала крајот на ноември, кога ја однеле во Скопје да се оперира. Како што дознало семејството, лекарите ја одолговлекувале операцијата, оти немало анестезиолог. Вртено е од повеќе броеви. Многу пати е вртено. Никој не ни се јавуваше, да ни каже како се третира жената, како е, што е. Она беше неподвижна, полусвесна. Она не може самата да се храни, не може самата вода да пие. Ние немавме никаква информација. Ја ga однесов за да се излечи, а не за да се добие уште една болест која за нејзи е фатална. Жарко вели дека ќе бара правда и одговорност за случајот. Оти верува дека доколку мајка му ја оперирале навреме и не би се заразила со ковид во болница, се уште ќе била жива.